Здравейте! Чест ми е да ве поздравам во олку голем број, иако одејќи по пазарите, срцето ме боли кога ја гледам цената на јаболката. Едно од најскапите овошја на светот, кај нас гледам 10-15 денари. Тоа е реформската влада, економски ориентираната влада. Заборави наветувањата. Баба ми велеше дека има едно цвеќе, се вика, расте во копачијата тамо, од каде што е моето потекло, се вика срамниче или срам. Велеше дека некогаш сите зрнца биле бели и само едно средина црно подсетувало на срамот. Ама кога исчезнал срамот, сето станало црно и останало едно бело. Тоа сте вие вечерва. Белото зрно. Го кажувам ова, зашто денеска на вистина не само што се чувствував понижена, навредена, демакедонизирана, денационализирана, туку мислев дека некој како да ми го урнисал достоинството. Зошто? Веројатно прашувате. Замислете, не можел да слета навреме авионот, па затоа не сме можеле да ја чуеме интонацијата на химната. Не баре химната останала во авионот, а не долу. Дотаму немаат срам, што дури и лагите со здравиот разум им се косат. Зошто е важно прашањето на химната? Понекогаш символите се помоќни во говорот, во пораките од напишаното, од зборовите. Токму тоа е химната, токму тоа е знамето, токму тоа е грбот. И како во сите пристојни земји, како во државите со нишани, така и во Уставот на Република Македонија има член кој зборува за државните символи. Колку се важни, се гледа по тоа што се носат, се утврдуваат или со самиот Устав, што не е случај со нашиот, или со закони со двотретинско мнозинство. Зошто? За да не може лесно да се сменат. Ама нашиот премиер, наместо денеска да ја символизира државата, заборави на химната. Не почнува ниту еден државен настан, не почнува дури ни еден спортски настан без интонирање на химните. Ама еве денеска таа така наречена историска средба на двајцата, на двата соседи, на двете држави, не баре господинот Ципрас е дојден во приватна посета на господинот Заев, остана без химните. Тоа е навреда за македонскиот народ. Тоа е навреда за македонската држава. Но се разбира, ним во срцето, не верувам во срцето, веројатно на друго место е причината, име Северна Македонија. Така денеска минува денот. Но денеска срамниот чин говори за него, говори за владата, говори за државата што тој мисли дека ја представува, но ние ниту ја чувствуваме, ниту ќе ја прифатиме неговата држава. Нашата држава има 75 години стара химна. Ние
Простом стоиме кога се интонира химната. Јас често пати плачам, и кога има утакмица, и кога има некоја научна средба, и кога има државна средба. Ама ние државата си ја носиме не само во умот, туку во срцата. Срамно е во далечната 1879 година еден од најпочитуваните британски државници, премиерот Вилјам Гледстон, да напише зошто не Македонија на македонците, како што Бугарија на бугарите, Србија на србите, Грција на грците. Зошто, го прашувам јас, нашиот премиер? Живееме во 21. век, а ние се уште треба да докажуваме дека сме македонци. И кога немало држава Македонија, имало македонци. Се чини дека тоа не го знае нашиот премиер или не сака да го знае. И јас се чудам како можел денеска олку насмеан и весел да се слика со господинот Ципрас, заборавајќи дека пропуштил еден важен момент, еден важен чин, химната, но се разбира, во химната се говори за правдини, во химната се зборува за Македонија и тој или се плаши да го чуе тоа, или пак се плаши да не го навреди високиот гостин. А пазете, ќе се помирувале. Помирување без народ нема. Помирувањето не е чин на двајца премиери. Помирувањето е нешто повеќе од тоа. За жал, Преспанскиот договор ниту беше померка на македонскиот народ, ниту пак во Грција помина низ транспарентна постапка. Но, поважно беше да се реши геостратешкиот момент или геостратешката причина, а нам, за жал, судбина ни била да живееме на линијата на огнот. Ветуваа реформска влада. И кога слушав за реформска влада, си велев, веројатно ќе го намалат бројот на министрите, веројатно ќе посегнат по квалификувана и стручна администрација, веројатно ќе се втурнат во економски реформи, веројатно ќе и објават војна на корупцијата и на криминалот, веројатно нема ни да споменат за непотизам, ама најверојатно сето тоа го заборавија. Се разбира, не се чудиме на ваквото однесување, зашто стана редовна практика. Се фалат дека се пред прагот на НАТО. НАТО беше стратешки интерес на сите партии. Меѓутоа, за НАТО исто така не е доволно само да подпишете договор. И за НАТО се критериумите слични како за Европската Унија. Но знам дека заради тие геостратешки интереси ќе влеземе во НАТО. Но замислете, оние кои велат дека се државници, заборавија дека ние и немаме амбасадор во НАТО. Тоа е многу чудно, бидејќи обично во пресрек на влезот треба да се организира. Да не говорам за неспремноста на Министерството за одбрана да одговори на многу предизвици за НАТО. Да, знам дека нашите луѓе, нашите војници освојуваат медали по светот, награди, меѓутоа дома немаат чевли. Оваа влада не направи ни стратегија, ниту пак план
не само за НАТО и за ЕУ, туку и за сите веќе споменати прашања. Се разбира, малку и беа, замислете, 2,5 години речиси, за освен името ништо друго да не реши. Си ги решаваа сопствените проблеми. Но не се тамо заради сопствените проблеми, туку се тамо заради народните проблеми, заради вашите проблеми, заради нашите проблеми. Оти суверенитетот и легитимитетот им извира од нас, а не од парите со кои што се преокупирани. Немаме независно судство, имаме кривосудство. Немаме парламент како законодавно тело, бидејќи парламент без опозиција почитувана не постои. Немаме квалификувана администрација, а таа е костур на секоја држава и без неа нема реформи. Но имаме секојдневно скандали, па станавме земја на скандалите. Имаме секојдневно фамилиарни вработувања и имаме нешто што никаде и никој го нема во моментов. Може би го има во Северна Кореја или во Северен Виетнам. Забранети филмови, забранети представи. Предпоставувам, или пак ако сакате, презентации во тесен круг на луѓе. Мислам дека се плашат од народот. Забранети книги имаме. 20 книги има за убиствата или обидите над Де Гол. Уште толку за браќата Кенедиеви. Да не говорам за Соединетите Американски држави, да не говорам за жестоките критики на председателот Буш. Меѓутоа, никој не забрани филм, никој не забрани книга. Мислам дека ни во комунизмот тоа го немаше во оваа земја. Но како што гледате, тоа е нивната промена. Тоа се нивните реформи. Да, или 49-та, може би и 1913-та, меѓутоа во една друга форма. Но мислам дека и кога сме на колена, и кога сме паднати, и кога мислиме дека сме изгубиле неколку битки, во нас нешто се крева, во нас нешто обстојува, бидејќи еден председател во кој тие се колбеа, велеше дека Македонија е се што имаме. Тие го заборавија тоа. За нив Македонија е се што немаат, ама јас сум убедена дека Македонија повторно ќе биде се што имаме, бидејќи ние немаме друг избор. Ние немаме друга Македонија. Не постои Република Јужна Македонија. Смешно е некој да помисли дека од територијата сме го добиле името. Не, територијата не е суштество, не дава име. Името е врзано за нацијата, за луѓето, за македонците. Ако сме обстоиле и во Отоманската империја, ако сме обстоиле во сите битки и ако сме положиле темел на модерната антифашистичка Европа, ако на 8 септември гласавме за Македонија во огромен број, како тогаш без болка да ја читаме преамбулата во која, замислете, пишува дека илинденците, партизаните се бореле за Северна Македонија, дека на 8 септември сме гласале за Северна Македонија. Не, Северна е нивна, а Македонија е наша. Велат дека идентитетот не бил тесно поврзан со името. Ама ние им велиме на студентите, името е најважниот идентитетски знак и кога се работи за индивидуа и кога се работи за држава. Никој во историјата, ниту една држава не се нарекла Македонија. Никој во историјата, ниту еден народ не се нарекол
македонски. Се прашувате тогаш кои се македонците и која е македонската држава. Тоа сте вие, тоа сме ние, ама тоа не се тие. Бидејќи ако се срамат од химната или ако се плашат да ја интонираат, тие имаат сериозен идентитетски проблем, ама ние немаме. Студено е и да не должам многу. Што ќе правиме? Најпрво, чекорот што доаѓа. Победа на председателските избори. Не заради мене. Не заради мене. Тука е вашиот председател Мицковски и тој знае дека кога ми предочи, кога ми предложи вакво нешто, јас бев шокирана. Никогаш не сум сонувала, ниту пак сум имала желба за некаква политичка функција после 90-тите години. Ама аргументите што ги чув, причините што ги чув, мислам дека навистина беа за размислување. Неверојатно сум ви благодарна за она што го сторивте на конвенцијата во Струга. Бидејќи се разбира, сам никој не може да победи. Не се изборите надпревар по ум, по знаење. Не се. Треба да има некој зад вас. Некој со кој имате заеднички став за најважните проблеми. Некој кој што решил навистина да ја реформира Македонија. Некој кој што решил навистина да посегне по реформи. Некој кој што знае што е идентитет. Некој кој што, отварајќи ми мене порта, решил да отвори нова страница во македонската историја. Тој некој треба да победи на предвремените парламентарни избори. Мислам дека сме на патот на вистина да покажеме и да докажеме дека вреди да се инвестира во знаење, дека вреди да се биде чесен, дека вреди да се биде патриот, дека вреди да се биде со својот народ, зашто без тоа на вистина нема да има промени. Ова вреди ме обврзува и мене, доколку го добијам вашиот глас и доколку како председател на сите граѓани, без оглед на етничката, расна, верска или било каква припадност, се обврзам на реформи, дека ќе почнам една долга листа. До вас ќе се обраќам во парламентот, но не за да покажам колку сум силна или дека имам реторички вештини, туку затоа што вашите проблеми ќе ги нотирам тамо. Од оние на лицата со посебни потреби, до оние на младите, преку оние на лекарите, на земјоделците, луѓето кои животот го вложиле во најубавите јаболка на светот, а сега не можат да ги продадат. На оние кои што имаат проблеми во животот, заради социјални проблеми, за да ги заинтересирам пратениците и за да ја сензибилизирам владата, да и покажам дека не е тамо за да вежба демократија на нас и да се богати, туку за да ги решава вашите проблеми. Ви ветувам дека она што го пишувам во трудовите и во книгите, дека не може да има здрава, досадна држава во која што се функционира само од себе. Зошто? Заради процедурата, дека ќе го направам на мој специфичен начин. Во сите тела во кои председателот има право да предлага луѓе, во Уставниот суд, во Советот за безбедност, гувернерот, понатаму, кога ќе треба да разговара со неговиот партнер политички,
министерот за одбрана или министерот за надворешни работи. Иако не знам како човек може да разговара со нив, но се надевам дека еден друг суштински разговор веќе на есен ќе се појави како природен. Разговорот со новите министри од новата влада. Се разбира, јас сакам да ве замолам, ако бојкотот на референдумот имаше логика, мислам дека бојкотот на председателските избори нема логика. Само ако сте внатре, можете да ги менувате нештата. Само ако сте внатре, можете да градите стратегија. Само ако сте внатре, може при секоја средба со било кој представник на ЕУ, на НАТО, на амбасадите, да им ја предочите македонската болка, да им кажете дека не може некое решение како ова за Северна Македонија туку така да помине, дека е тоа неприродно, дека не навредува, дека не може да стане дел од нас, дека ни ги навредува умот и срцата, дека понекогаш е далеко од здравиот разум. Само така може да се реши. Ве молам да излезете на овие избори. Зошто? За да ги делегитимираме, за да ги испратиме во историјата како една од најнеодговорните влади, за да може да предизвикаме заради добриот тест демократски нови парламентарни избори на кои што ќе дојде веќе подготвената нова власт. Зошто? Заради Македонија. Ви благодарам. Да живее Македонија. Благодарам. Благодарам. Благодарам.